Таму каде што има љубов, има и живот. Махатма Ганди. Добре дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. Денеска имаме една многу длабока и многу суштински битна тема со наслов љубов. Се задржиме само на љубовта. Љубовта е, како што реков, многу длабок и суштински битен феномен. Би го нарекол така феномен за нашето битисување и за суштината на битисувањето и на суштината на универзумот и на тоа како функционира на целата механика на универзумот, иако не сакам да го користам овој збор механика кога зборувам за љубовта, затоа што ја надминува наквата проста идеја за механиката или за механистичност. И баш во таа црта ќе спомнам дека денеска љубовта е доста вулгаризирана и тривиализирана. Таа е поистоветена со некои работи кои што не се љубов или кои што се можеби нус производ на самата љубов. Например, многу често во филмовите гледаме дека љубовта се поистоветува со сексот и со сексуалното општење, меѓутоа сексот е еден вид на, односно половото општење е еден вид на алатка која што има за цел да оствари љубовта, а не е самата љубов. И не е дури можеме да го сметаме како дел од љубовта, меѓутоа не е целосно самата љубов. Од друга страна, понекогаш љубовта се поистоветува со некои материјални работи, со чувства кои што луѓето ги добиваат кога ќе добијат материјални работи. Овие концепти, овие прикази и, како да кажам, идеи за љубовта делно доаѓаат поради наметнувањето на западната материјалистичка парадигма, која што се мора да изрази во материјални изрази и која што тешко расправа со метафизички и подуховни аспекти на реалноста, бидејќи истите не можат да се изразат во материјални работи или барем не секогаш може да се изразат во материјални работи. Па така денеска со свештеникот, баш пред да ја снимаме епизодава, разговаравме за што сме замислиле во врска со љубовта и што би разговарале ние околу тоа. И пречо свативме дека ако не 100%, ама 99% се поглобуваме во тоа што ќе го зборуваме, само секако соодветно на нашите различни нарави и карактери кои што ги имаме, јас поаналитично, тој повеќе духовно и, да кажем, љубовно. Така што после овој мој мал вовед за љубовта и за незиното вулгаризирање, сега ќе го оставам на свештеникот да разговараме, да пробеседиме на тоа што е љубовта. Па свештениче, што е љубовта? Ти благодарам, процесоре. Еве да се обидеме да ја објасниме љубовта. Љубовта низ минатото се гледала многу поразлично од денес. Значи, буквално сите цивилизации, култури, па почнувајќи од далечниот исток, од Јапонија, Кина, па преку Индија, преку Персија, античките филозофи на Грција и така натака, се до домородните американци, сите ја воспевале љубовта како еден највисок идеал на човештвото, ја поистоветувале со божественото и целиот нивен живот, целиот нивен духовен пат се стремел кон остварување на љубовта како највисок идеал. Како што кажа ти, во денешно време љубовта е заматена со концепти како што се романтика, страст, па среќа, успех и така натака. Значи, љубовта се користи како концепт кој што е универзален за се. Можеш за се да искористиш љубов и тоа ќе ти пројде. Таа е, како што кажа ти, вулгаризирана, потрошена е исто така добар збор, фетишизирана некако, сведена е на пазарен однос. Тоа го разговаравме пред да започнеме со снимање на епизодата. Едноставно има една потреба да се најде некој кој што ќе ги задоволи моите емоционални, сексуални, социјални барања, финансиски барања. И во ваков свет љубовта е хронично ослабена. Луѓето не ја разбираат, не ја сакаат, не ја следат, бидејќи пред се не ја разбираат, не знаат за што е тоа кој што треба да го следат. Во комунизмот исто така имало една поговорка која што често се користела дека љубовта е
илузија дека таа е еден вид на средство со кое што се контролираат масите, дека тоа е измишлјотина, додека пак во капитализмот љубовта е сведена на трансакција, значи двете страни ја имаат затепано љубовта и таа се има повлечено. Имаше една интересна досетка во врска со комунизмот и со комунистите. Демек, комунистите ја измислиле љубовта за да имаат секс без пари. Ете, буквално тоа е. Тоа е тоа вулгаризирање на љубовта. Едноставно, ти измислуваш таков волшебен концепт, таков бескраен концепт и кога луѓето не може да разберат зошто постојат такви концепти, такви величествени аспекти на овоа чувство, си врзуваат она што што ќе им текне, си го кажуваат она кое што им доаѓа прво, тоа е па за секс да имам, за да можам нешто да ќарам од неа и така натак. Љубовта има според мене три аспекти. Најпрви, најосновен аспект е аспектот на чувство. Тој и покрај тоа што е најосновен аспект, сепак во модерното општество, дури и овој аспект е изгубен. Не се стремиме кон него и не го размислуваме и не се обидуваме да го достигнеме. Аспектот на чувство е буквално она екстаза која што ја чувствуваш, она длабока исполнетост која што ја чувствуваш кога се сакаш себе си, кога го сакаш партнерот, го сакаш родителот свој, своите браќа и сестри, своите деца. Сите овие чувства се различни, тоа е многу интересно, бидејќи секое чувство, љубовта кон себе, љубовта кон партнерот, кон родителот, кон децата, сите се овие различни типови на љубов, кои што се разликуваат драстично, меѓутоа сите се љубов. И ти знаеш, веднаш знаеш дека сите овие се љубов и знаеш дека во својата суштина е едно исто, а тоа е го зголемуваш својот идентитет со нив. Се шириш себе си за да ги земеш и нив во својата идентификација. А кога се сакаш себе си, тогаш се земаш себе си во својата идентификација. Значи не се идентификуваш веќе со сликата која што имаш во себе, туку се идентификуваш со она кое што си. А тоа е пред се телото, енергијата во своето тело, твоите емоции кои што ги имаш автентични и така натак. Значи тоа е првиот основен аспект на љубовта како чувство. Сега, само ова е доволно. Мислам дека само ова да го има еден човек и едно општество, само оваа вистина да ја прифати за љубовта, многу драстично ќе не трансформира. Да не збориме и за подлабоките аспекти. Вториот аспект е аспектот на љубовта како вредност. Тука мислам дека ти процесори имаш исто така многу да кажеш, бидејќи сум читал во твоите прирачници дека имаш пишувано за љубовта. Љубовта како вредност е нешто уште повисоко од љубовта како чувство. Таа е вреднување на се околу себе или вреднување на животот околу тебе, животот и постоењето со љубов. Значи, овој аспект на чувство кое што го објаснив до сега, всушност го издигаш на едно повисоко ниво во аспект на вредност. Едноставно сакаш сите, не само оние луѓе кои што се блиску до тебе, твоите деца, твојот партнер, твоите родители и така натака, да ги вклучиш во твојот идентитет, туку сакаш и одредени вредности, сакаш и одреден начин на живење, сакаш одреден концепт како држава, како одредена организација, како различни концепти кои што сметаш дека се корисни, во нив инвестираш љубов, во нив го инвестираш ова чувство на љубов, за да може да се идентификуваш не само со реални живи објекти, туку и со концепти. Љубовта ја шириш на ниво на каузалното, ја шириш на ниво на она што може да биде и она што постои само во светот на идеите. Меѓутоа, исто така, во аспектот на вредност, таа е еден начин на живење. Веќе не е само чувство кое што го чувствувам јас, се сакам себе си, ја сакам жената, децата и така натака, туку сега чувството станува вредност. Ти живееш како да тоа чувство на љубов ти
диктира како треба да живееш, како треба да се однесуваш. Значи не е само веќе чувство кое што го чувствуваш и уживаш во него и те тера да правиш одредени работи, туку сега во главата влегло. Ти сега размислуваш низ призмата на љубовта. Тоа е аспект на љубовта како вредност. И на крај одиме во аспект на љубовта како највисока унија и тоа е во својата суштина се заљубуваш во сите работи толку многу, не само во луѓето околу тебе, не само во идеите, не само во предметите кои што се блиски до тебе, туку во се. Почнуваш толку многу да се заљубуваш во се, да примаш што е всушност љубовта. Љубовта на највисока аспект е идентификација. Ти се идентификуваш со нешто. Толку многу се идентификуваш, толку многу се заљубуваш во реалноста, што ти го шириш својот идентитет, го шириш своето его да ја опфати целата реалност. Колку повеќе опфаќа, толку поголем е твојот идентитет. Кога ќе опфати се на светот, кога ќе го опфати целиот универзум или мултиверзум, ти всушност твоето его станало големо колку што е голем Бог или колку што е голема реалноста. И во тој момент можеш да разбереш зошто во Библијата е напишано Бог е љубов. Затоа што кога твојата идентификација е голема колку целиот универзум, повеќе не постои идентификација. Ти си целиот универзум. И тоа е она што хиндуистите и будистите го нарекуваат просветлување. И тоа е всушност Царството небесно. Царството небесно е кога љубовта ќе стане твојот идентитет. Ти благодарам за многу бавово образложение или преглед на тоа што е љубовта и тоа што ми е занимливо мене е што јас кога тргнав да размислувам на темава, тргнав да размислувам во обратен правец. Значи јас тргнав од Бог, од максимумот и се спуштав надоле, а ти сега можеби ти така си почел да размислуваш, меѓутоа како го образложува тргна од човекот, од чувството, личниот аспект и после тоа почна да го шириш. И токму така е практично, токму тоа е, знаеш, баш ти убаво кажеш дека љубовта е всушност идентификација, односно поистоветување. Кога со нешто ќе се поистоветиш, тоа значи дека ти си препознал дека тоа е едното исто со тебе. Тоа значи поистоветиш, значи дека ти и нештото сте иста работа, например, кога ќе се поистоветиш со твоите деца или со твојот партнер или со твојот народ или со твојата држава или со универзумот или така натаму, што и да е. Ти практично си увидел дека си едното исто нешто. И нормално дека ако ти се грижиш за себе си, а тоа е основниот принцип, се љубиш себе си, нели? И ако твоите деца се дел од тебе, односно се ти, тогаш се грижиш за нив, односно ги сакаш и нив. Или ако твојот народ е дел од тебе и ти си дел од него, тогаш го сакаш и него и се грижиш за него и така натаму. И нормално во крајна линија е целиот универзум, целото постоење, се што постои, тоа е Господ. И сега баш ми текна дека пред да започнеме со снимање разговаравме на овие триве аспекта и се насмеавме дека практично и двајцата имавме три аспекта на љубовта. Јас поаналитички ги гледав, значи ги гледав на микроаспект, мезоаспект и макроаспект. Макроаспект е овој крајниот. Макроаспектот е Господ, практично. Фактот на нашето постоење, кога можело да не постоиме. Тоа што го разговаравме во парадоксот на постоењето. Ќе се сетат нашите слушатели, ако не се сетат, можат да ја преслушаат таа емисија. Парадоксот на постоењето. И точно како што го кажа ти, тоа е суштината на изјавата Бог е љубов во христијанството. Дека Бог не морал да создаде ништо, а создал. Создал заради љубов. Те создал те и тебе. Дел од целото создание си и ти, и те создал и тебе заради љубов. А може да не те создаде. Може да те прекине во било кој момент да постоиш, меѓутоа не те прекинува заради љубов. Заради тоа што те сака тебе и ти го сака твоето постоење. Без разлика што е негова замисла. За тебе тоа е реалност, тоа е стварност и практично ако ја прекине неговата замисла, ќе треба да те убие моментално. И заради таа љубов, како што и разговаравме во самиот парадокс на постоењето емисијата, тоа беше и едното објаснување практично од Лео Гура, не само од христијански аспект, туку и од Лео Гура. Тоа е макроаспектот, односно Господ, односно фактот на постоењето. Мезоаспектот, оној меѓу, е според мене принципот на спојување и на создавање нешто од ништо. Значи тоа е како принцип, тоа е како еден вид на факт на универзумот, како закон на универзумот. Не би го рекол физички закон, бидејќи не се остварува само во доменот на физиката и на материјалното,
се остварува и во доменот на метафизичкото, се остварува во доменот на душевното. Меѓутоа е закон на универзумот, дека има принцип на спојување преку кој не од ништо, меѓутоа од нешто друго се создава нешто ново кое што претходно не постоело таму. Сега, по создавањето на нешто ново, љубовта се претвора во стремеж на заштита и на подобрување на тоа што било создадено ново. Значи, не е само нека ќе создадеме ново и тука застанува. Туку продолжува љубовта како принцип, во овој мезоаспект на љубовта, продолжува како принцип на покрај создаваштво се претвора и во заштита и во подобрување на создаденото. И ова се практично јуначките вредности, ова се практично јуначката рамка на размислување. Оној кој што е јунак практично се грижи за животот и за тоа што е создадено, за неговата заштита, продолжување и подобрување. И повторно овој аспект, овој принцип на создавање и на заштита на создаденото и на подобрување на создаденото, овој мезоаспект е од Господ наложен повторно. Значи тој го наложил во овој универзум во кој што живееме, во оваа стварност во кој што живееме, дека ќе функционира вака. Дека ќе функционира, дека ќе има создаваштво, дека ќе можеме од нешто да создадеме нешто ново, од ништо да направиме нешто ново. Например, кога една жена ќе затрудни и кога ќе роди дете, тоа дете е создадено од материјални работи кои што нормално не ги сметаме за живи, меѓутоа во мојата филозофија се живи, меѓутоа да не навлегувам таму сега. Според регуларно нормално сваќање на работите. Мајката јаде храна, јаде минерали, јаде разни сосури кои што во нормалната ситуација не се сметаат за живи или барем се сметаат за мртви, мртво животно, мртво месо, мртво растение, што се и да е. И од ништо во наводници создава нешто, создава дете кое што е живо. Значи тоа е тој принцип на создавање од во наводници ништо нешто. Ова е мезоаспектот. И микроаспектот на љубовта, мада некои можеби тука ќе се навредат, затоа што мислам дека повеќето луѓе живеат во овој микроаспект на љубовта и само тој го доживуваат во 99% од животот. Микроаспектот на љубовта е оној кој што го доживуваме секојдневно. Она што го нарече ти чувството на љубов, она што го нарече, односно што го расправавме како еден вид на, мислам, во различни ситуации различно се остварува, некогаш е занос кон некој партнер, некогаш е чувството на стравопочит, некогаш е чувството на служење и на понизност кон нешто што го сакаш повеќе од тебе, например твоите деца. Значи, интересното е што љубовта, како и секое друго чувство и како секој друг принцип, делумно може да се оствари преку други чувства или, како да кажем, аспекти, например стравопочит, понизност, служење, занос и така натаму. Меѓутоа никогаш љубовта не е овие работи. Љубовта е нешто повеќе од овие работи, исто како што и тие работи се нешто повеќе од самата љубов. Значи секогаш меѓу себе делумно се поклопуваат, меѓутоа не целосно. И заради тоа имаме и различни зборови за овие чувства и за овие концепти. И интересното е што во овој микроаспект на љубовта, оној секојдневниот аспект на љубовта, тој е доста површен аспект и можам да разберам зошто денеска, како што рековме, се вулгаризира љубовта, затоа што ако почнеш љубовта да ја гледаш само од овој микроаспект, а да ги занемаруваш мезоаспектот на принцип на спојување и создавање и макроаспектот на Господ и на битието, постоењето, тогаш нормално е дека ќе почнеш да ја вулгаризираш љубовта, затоа што за тебе љубовта е само некои сегашни привремени чувства и аспекти материјални кои што постојат, кои што се појавуваат, кои што ги снемува и ништо нема трајно кој што останува. Меѓутоа во суштина љубовта е еден траен аспект на реалноста и на живењето. Значи, само повторно, бидејќи многу се изнакажав, тоа што јас и свештеникот го кажавме, само во обратен редослед, е дека љубовта има три аспекта, дека оној микроаспект или аспектот на чувство на секојдневие е оној кој што е најповршен и кој што сите го знаеме, сите го доживуваме, меѓутоа не е единствениот. Има многу повеќе и аспектот на љубов како аспект на стварноста е многу подлабок од сето ова. Многу убаво објаснување, процесоре. Многу детално го објасни. Мислам дека како што ти зборуваше, ми се отворија уште стотина други коментари што сакам да ги кажам. Тоа нема да имаме доволно време оваа епизода
да ги објасниме сите аспекти на љубовта и сите проблеми со кои што се соочува љубовта, од сите овие аспекти кои што ги набројавме. Таа се соочува со проблеми и од онај аспект на највисока унија, и од аспект на вредност, и од аспект на само чувство. Од аспект на највисока унија, најголемата опасност му е тоа што ние се оддалечуваме од метафизичкото и од божественото. Сакаме да го гледаме светот низ призмата на нешто интелектуално, на нешто чисто логичко, чисто сувопарно, материјално, и во таков светоглед нема место за идентификација со целиот универзум, нема место за Бог е љубов, има место за Бог е информација, што е секако еден аспект на Господ, меѓутоа далеку од неговата севкупност и далеку од начинот на кој што ние можеме да допреме до Бог. Преку информации не можеме да допреме до суштината, бидејќи ние не сме само информација, ние сме создадени како свест и како дух и како душа. Потоа аспектот на вредност исто така се соочува со проблем, бидејќи нашите вредности се заменети со вредностите на парите, на задоволствата, брзите задоволства, хедонизам, мок, слава и така натака. Тоа се вредности кои што се многу плитки, многу површни, даваат некоја брза сатисфакција, некое брзо задоволство кое што за брзо време заминува и ти бараш, те остава со едно чувство на зависност, каде што бараш се повеќе и повеќе од тоа чувство и се повеќе и повеќе ги уништуваш сите своји контакти, сите своји односи што си ги изградил, све што е убаво и вредно во твојот живот го уништуваш за да си ги задоволиш овие ниски потреби кои што ти станале божество. Уништуваш се што е вредно, се што е долговечно, за парите, за моќта, за личната сатисфакција, за хедонизмот и така натака. Исто така од аспект на чувство, истиот проблем се соочуваме, едноставно луѓето не сакаат повеќе да ја почувствуваат таа љубов, бидејќи не ја разбираат, да ја разбираат, да знаат што е вистински љубовта, тие нема да сакаат ништо друго освен љубов. И потполно ќе ги разбереме оние писатели, автори од минатото, уметници, поети, филозофи кои што велат само љубов ми треба, ништо друго не ми треба, само љубов. Тие во тоа време немале ни леп за јадење, а пишувале дека само љубовта им треба. Зошто? Бидејќи ја разбирале љубовта, знаеле што всушност е љубов. А сега ние имаме далеку повеќе од сите што имале во минатото, сите наши предци во однос на материја, и пак не ни е доволно, мислиме дека љубовта е некоја илузија и така натака. Значи тоа се опасностите со кои што се соочуваме. Како што ти кажа, љубовта започнува таму каде што завршува себичност. Значи љубовта е инклузија, љубовта е нешто каде што ти вклучуваш во себе други луѓе и други предмети, други идеи, секакви идеи, други контраверзни идеи и на крај ја вклучуваш севкупноста, а она што ја убива љубовта, љубомората всушност, е себичност. Кога сакаш нешто да биде само за себе, само твое, кога сакаш да бидеш помал, да бидеш поразличен од другите, да бидеш екстремно поразличен, да бидеш виден и така натака, тоа се аспекти кои што во одредена мала доза се здрави, меѓутоа во големи дози се она кое што ја убиваат љубовта во тебе и ја одзимаат твојата способност да почувствуваш екстазата на љубовта, она вистинско чувство на заљубеност во светот. Пак ќе кажам, љубовта не е трансакција, не е нешто кое што треба да добиеш од друг човек, не ти е потребно ништо за љубов, ти можеш да љубиш и без да имаш некого. Таа е предавање, се предаваш на другиот, се предаваш, можеш да се предадеш на идеја, можеш да се предадеш на Бог, можеш на човек, можеш на самиот себе. Значи не си зависен од него, туку едноставно се претопуваш. Можеш да бидеш присутен и да дозволиш тоа кое што го сакаш да биде такво какво што е. Тоа е вистинска љубов. Вака како што зборуваше, јас размислував токму на тоа, дека љубовта е практично прифаќање. Нели, ако се поистоветуваш со некој друг или со нешто друго што
моментално не си ти, ако почнеш да се поистоветуваш со тоа, практично го прифаќаш тоа какво што е. И размислов како би можело луѓето да се отворат кон љубовта и да почнат да љубат повеќе, и практично размислов дека за секој поединец, ако почнеме од точката на поединецот, почнуваме од точката на поединецот и почнеш да се поистоветуваш, да го шириш кругот на тоа што си ти, што е сепството твое, и на крајот стигнуваш во крајна линија со универзумот, односно со Господ, нели? Меѓутоа, како би почнал ти? Ти не би почнал на ниво на поединецот, туку би почнал на ниво на подниво од поединецот, би почнал на ниво на ти како личност која што не секогаш е во согласување сам со себе, и да почнеш да ги уважуваш и да ги сакаш твоите делови од тебе, без разлика што ти целосно не си усогласен во секој момент сам со себе. И практично од тука ќе сватиш дека дури и кога ќе почнеш да се поистоветуваш и со тие што се други луѓе, други твоите деца или твојот народ или твоите комши или твоето семејство или што и да е, твоите родители, ќе сватиш дека дури и да не се согласувате целосно, ти ги сакаш нив. И се поистоветуваш нив и се грижиш за нив. Нормално тоа не значи да прекинеш да ги поттикнуваш да бидат максимумот од тоа што можат да бидат, да си го стварат својот максимален потенцијал, меѓутоа тоа го правиш токму заради тоа што ги сакаш. Не го правиш заради тоа што сакаш да ги омаловажиш, не го правиш со тоа што сакаш да ги скомплексираш и да ги практично да ги осакатиш и да ги направиш зависни од тебе, туку баш заради тоа што ги сакаш и сакаш да станат независни и да се ја прошират они својата способност да љубат и да ја прошируваат и да се поистоветуваат со се повеќе околу нив и во крајна линија нели Бог, токму заради тоа ти работиш да го поттикнеш најдоброто и највозвишеното во нив, баш заради тоа што ги сакаш. Ама треба да почнеш прво со тебе, со самиот себе си. Ниеден човек од нас не е комплетно, целосно хармонизиран внатрешно, и единствениот начин како ќе стане хармонизиран внатрешно е ако почне да се сака себе си безусловно. Тоа не значи нарцисоидно сакање на себе си, тоа не значи јас сум најдобар од сите, јас сум подобар од другите. Тоа значи јас сум во ред. Не е битно дали другите се подобри од мене или полоши од мене, туку тоа што е битно е дека јас сум во ред со сите мои недостатоци, нема да ги кријам веќе, нема да ги закопувам веќе, нема веќе да лажам, нема да прикажам лажна слика пред другите или особено нема да прикажам лажна слика пред себе си, туку ќе ја кажам вистината, ќе се пријавам како што сум, затоа што тоа сум јас, затоа што се почитувам и се сакам себе си. И кога ќе го увидиш овој принцип на сакање на љубов на ова микрониво, дури и на подмикрониво, податомско ниво, потоа ќе го преминуваш истиот принцип на љубов и на поистоветување и на сакање и на прифаќање, како што го шириш твоето поистоветување со твојот круг на поистоветување, твојот распон, да речеме, и во крајна линија и со Бог. И тоа е всушност процесот на хармонизација. Тоа е оној всушност процес на преминување, ако гледаме според спирална динамика, од жолто ниво системско кое што сваќа дека работите се системи кои што меѓу себе се поклопени и влегуваат едни во други, во тиркизно кое што конечно успел да ги хармонизира. Тоа е со љубов преку овој процес. Секоја чест процесоре, мислам дека го кажа токму тоа единствено нешто кое што треба да се запамти оваа епизода, дека љубовта е себе прифаќање. Чи ако не се започнува од високи идеали, не се започнува од мозокот, не се започнува од некое просветлување, туку се започнува од само еден чекор, а тоа е да се прифатиш себе си. Се прифаќаш себе си таков каков што си, тоа што си ти работиш да се подобриш, меѓутоа прифаќаш секој момент од тебе. Без разлика каков си во овој момент и го прифаќаш и следниот со себе си малце подобар од претходниот. Меѓутоа, дури и да успееш, дури и да не успееш, каде и да си во овој момент, може би си во многу лоша ситуација, може би си во многу добра ситуација, може би се чувствуваш како неуспех, може би се чувствуваш како голем успех во моментот. Љубов е кога ќе се прифатиш целосно, кога ќе си речеш, јас сум тоа што сум сега во моментот. Кога тоа ќе го завршиш, ти си го започнал првиот чекор, а тоа е себе љубов. Ти се прифатил себе си. Следниот чекор, понатаму, дури ако вистински се прифатиш себе си како што треба, комплетно, без задршка, после тоа патот и љубовта расте во тебе, патот сам се оди во тебе. Потоа ќе почнеш
да ги прифаќаш твоите роднини, твоите родители, браќа, сестри, пријатели, па партнерот, па децата и така натака. И како што твојата љубов ќе се зголемува, така ќе се зголемува и твојата мудрост, твоето присуство, твојот мир внатрешен и љубовта ќе забрза. Кога ти ќе се заљубиш во луѓето околу тебе, кога дури ќе се заљубиш и во предметите околу тебе, и тука не зборам за еден вид на посесивна љубов, туку еден вид на уживање во нивната естетика. Не бараш од, да речеме, автомобилот, не бараш од автомобилот да биде секогаш најнов, секогаш најбрз, секогаш најисправен, туку едноставно уживаш во таков каков што е. Имаш некоја кола која што е 10-20 години стара, ти не ја плукаш, не ја мразиш затоа што е стара, не е најнова на светот, не е најбрза на светот, најскапа, туку уживаш во таква каква што е. Наоѓаш убавината во незината естетика, во тоа што е таа. Тоа е тоа прифаќање на предметите околу тебе, тоа е тоа љубење на предметите. И понатаму, самата таа мудрост и самата таа забрзаност на љубовта во тебе ќе те прошири да се заљубиш во целиот универзум. И после тоа, дури и негативните емоции, дури и разочарувањата, дури и конфликтот кој што ќе имаш со луѓето, ќе биде конфликт од љубов, ќе биде конфликт од многу повисоко ниво на свест. И ти дури веќе за тебе не е ни прашање дали ќе ги решаваш проблемите надконцептуално. Значи, ние тука зборуваме за надконцептуалност, меѓутоа тоа е една филозофија за луѓе кои што немаат бескрајна љубов во нив. Тоа е, се учиме ние и ги учиме другите како да размислуваат ако би биле луѓе кои што имаат бескрајна љубов. Меѓутоа, луѓе кои што имаат бескрајна љубов не размислуваат како да се однесуваат, бидејќи љубовта нив ги обликува да бидат такви какви што се. И во својата основа што е тоа? Тоа е она што го кажа процесорот. Ги прифаќаш сите работи, го прифаќаш луѓето, ги прифаќаш дури и негативните аспекти на луѓето, негативните аспекти на реалноста, и кога навистина го прифаќаш светот и реалноста, ти си во мир, ти си во еден бескрајен мир и не можеш, колку и да си изнервиран, колку и да си надвор од твојот центар, не можеш да излезеш толку многу да изгубиш мирот во себе. Исто така, она што сакав да го кажам сакав да ја објаснам едно мое подлабоко разбирање на љубовта. Јас љубовта ја поистоветувам со еден физички закон, а тоа е гравитацијата. На метафизичко ниво сигурно љубовта и гравитацијата се многу слични, меѓутоа можеби дури и на физичко ниво, можеби дури и во реалноста тие две сили се водени од една иста појдовна точка, а тоа е онаа појдовна точка на универзумот да се спои самиот, да се стигне до оној сингуларитет кој што е обично разговаран во теоретската физика. Сингуларитет е момент каде што целото постоење се собира во една бескрајно мала точка. И има одредени сили како што е гравитацијата и како што е темната материја, која што се материи, енергии, закони кои што го тераат универзумот да се приближува, ги тераат телата во универзумот да се приближат еден кон друг. Значи не води до оној сингуларитет. Има и други сили, како што е темната енергија и така натака, други енергии и сили кои што не тераат да се одвоиме и го шират универзумот. Го забрзуваат неговото оддалечување еден од друг. Меѓутоа, во однос на спојувањето, онака како што ја објаснивме љубовта и онака како што науката ја објаснува гравитацијата, мене ми личат дека се работи за еден ист феномен кој што функционира на две различни нивоа, на многу големо планетарно ниво и на ниво на живот, и ние го искусуваме различно. Меѓутоа, доколку некој од страна не погледне како две тела, како планетата од една страна и како човекот од друга страна, сметам дека тој ќе констатира дека се работи за една иста физичка појава и дека гравитацијата и љубовта се едно исто. Ова ти е интересен мост кој што го изгради помеѓу гравитацијата и помеѓу љубовта.
Јас ако си направам некој си рекапитулар по однос на физиката која што ја разбирам, би рекол дека си во право, дека гравитацијата е љубов, меѓутоа не е единствен исказ во физичкиот универзум, во физичкиот аспект на универзумот кој што е љубов. Гравитацијата е еден исказ, да речеме, друг аспект се нели оние слаби сили, јаки сили, молекуларни, атомски сили и така натаму, она што го држи електронот да врти околу јадрото. Значи, тоа не е гравитација во нормалната идеја како што ја знаеме, а можеби на крајот ќе испадне дека тоа е всушност гравитацијата, само искажана на поголемо ниво. Меѓутоа за сега мислам дека не се смета тоа како гравитација, меѓутоа сепак го држи електронот да врти околу јадрото и тоа е тоа кое што овозможува да понатаму се формираат молекули и кое што овозможува да се формираат ткива и во крајна линија се формираат луѓе, бебиња и цивилизација и сите оние работи кои што ги познаваме стандардно во секојдневието. Така што се согласам дека гравитацијата е љубов, како и многу други аспекти во физичкиот, да речеме, аспект на универзумот. И ова ме потсеќа на онаа работа која што ја кажувам некој пат за секој еден ентитет, секој нешто што постои во универзумот има, односно самото постоење, а потоа и секој едно нешто што постои, има два аспекта, внатрешен и надворешен. И дека тие аспекти се комплетно поклопени меѓу себе. Надворешниот е објективен, кај што ги гледаме молекулите, атомите, механистиката, структурата и така натаму, а внатрешниот е оној субјективен, кај што гледаме душата, кај што гледаме божественото во нас, и овие два аспекта се комплетно поклопени меѓу себе. Значи, кога се менува физичкото, односно надворешниот аспект, паралелно, напоредно се менува и внатрешниот аспект и во обратната насака. Односно, тие се двата едниот исти аспект. Па така и како што кажуваш ти, значи љубовта која изразиме од физички аспект како во гравитација, односно принципот на спојување, ете го, тоа се двата различните аспекта на едната иста работа. Нели? И мене ми се интересни, малку ќе направам ќе скокнам во една друга перспектива на љубовта, мене ми се интересни многу од оние луѓе кои што се длабоко духовни. И ова сум го видел не само во христијанската традиција, меѓутоа сум го видел и во будистичката традиција и во даоистичката традиција. Мислам, јас и ти знаеме дека, например, многу често во будизмот и во неговата пракса на медитација и во даоизмот, како еден меѓуредови принцип е да се прифати се. И тоа меѓуредови е всушност да почнеш да се поистоветуваш со се и да прекинеш да се бориш со универзумот околу тебе, тука да сватиш дека ти и универзумот се едното исто. И практично преку тоа ќе почнеш да љубиш се и ќе се сетиш на Бог. Мислам, толку е просто во наводници, може би е тешко да се изведе, или не ти дошло времето да го изведеш, ама во принципиелно гледано, толку е просто. Од аспект на христијанството, например, тие го искажале во Бог е љубов, дека крајната суштина на стварноста е дека Бог е љубов и дека самиот факт дека Бог го создал ова кога не морал е доказ за неговата љубов. И интересни ми се оние, кога имам читано житија за некои од светците, за некои од апостолите, например, тие биле измачувани на најсвирепи начини, или еве модерен пример, во Сирија, кога дојда терористиве на власт, таму кога го симна Асад од власт, нели? И практично кога се случи колапс на сириската држава и дојда поранешни терористи, не поранешни, се уште терористи на власт таму. Со кариера. И тие почаа да прават масовни колежи на христијани, на друзе, на лавити, на сите оние кои што не се поклопуваат со нив, нели? И баш гледав некој проповед на ориентална црква таму, една од најстарите цркви, нели, во човештво што постои, дури постаре дури од нашето православие во Сирија, и имаше еден од поповите таму кој што беше, еден свештениците, и кој што му мислам дека го прашуваат или не знам зошто го кажува, во смисла јас нема да си одам, вика, без разлика нека дојдат, нека што сакаат, нека ми прават, нека ми измачуваат, ја нема да си одам затоа што јас не осеќам страф воопште. Јас чекорам со Господ. И тоа е дел од учењето во Библијата, дека ти треба да чекориш со Господ. Мислам дека на Матеј ова му го кажува Господ. И интересно е дека тоа чекорење со Господ е практично да сватиш дека ти си Господ, дека што и да се случи, така требало да биде и нема страф. Љубовта практично е антиподот на стравот. И интересно е дека токму тој свештеник беше после тоа свиропо измачуван и му беше исечена главата од
овие будаливе терористи. Меѓутоа, тој не си отиде и не чувствуваше никаков страв затоа што чекори со Господ, затоа што неговата љубов и неговото поистоветување со Господ е апсолутно. И тука веќе нема страв. Тука има само служење на Бога и при служењето на Бога практично ти го осеќаш оној аспект на љубов, на занос во Бога, меѓутоа исто така и на стравопочит и на сите други аспекти на љубовта, затоа што Господ е крајниот, апсолутниот аспект на љубовта. Апсолутно. Ова што го каже е апсолутната вистина и многу добро објаснето. Исто така ќе се навратам на примерот на Господ Исус Христос, кој што многу луѓе прашуваат и се забезекнати зошто Господ би правил некои такви малверзации, некои такви пренемагања за да го спаси човештвото, зашто едноставно не го спаси, не рече па окей, спасени сте, или не се симне со војска, со ангели, со слава и не каже еве ваков е законот, еве ви доказ дека ова е вистината, од сега ќе верувате во овој, пошто имате доказ, не мора да верувате. Ќе оставам по еден човек, еден ангел цело време да седи со вас, ќе ви кажува како е и готово. Зошто не го направи тоа? Зошто треба да испрати син, па тој да се мачи и така натака? Зошто не може да го направи така? Епа, љубовта е одговорот. Бидејќи за разлика од Римската империја, за разлика од претходните империи, за разлика од империите после Христос, кои што освојувале со сила, кои што владеат со сила, за разлика од империите до ден денес и од оние темни сили кои што до ден денес владеат со светот, меѓутоа владеат и со самите нас, во нашата психа, све владее преку манипулација, преку сила. За разлика од нив, Господ сакаше да покаже дека вистинското владење, вистината, доаѓа со љубов, доаѓа со жртва, доаѓа на тој начин што се понижува. Толку многу е заљубена, толку многу е незаинтересирана за она што е световно, за она што е материјално, минливо, и доаѓа и се понижува и го фрла, дозволува да биде омаловажено и убиено и уништено, бидејќи не е толку важно во споредба со вистината, тоа е Господ, во споредба со неговото присуство, неговото постоење, кој што е суштината на се, кој што е самото слово, дека нема никаква важност во однос на тоа и дозволува да биде убиено, дозволува да биде уништено и после тоа едноставно за да го покаже триумфот, за да покаже дека ништо што ќе направи материјалноста, ништо што ќе направи злото, силата, манипулацијата, не може да го убие вечното, едноставно се воскреснува. Со неговата мок воскреснува за да го покаже чудото на вистината и со тоа го манифестира својот триумф. Ете заради тоа го прави тоа. Многу убаво објаснато, свештениче, баш истото го помислив сега, знаеш, на истото прашање, зошто Господ ги прави тие работи, зошто го праќа синот, зошто не се појави едноставно не ги реши работи, зошто не направи совршен универзум? И ти буквално кажа, па тоа е љубовта. Неговата љубов се одразува во тоа што тој дал слобода, тој дал да можеш секој човек и сите заедници и целото човештво да биде слободно да постапува како што сака и самото човештво како слободно нешто и самите луѓе, самите поединци како слободно нешто треба самите да се воздигнат. Господ ќе ти помогне како еден татко кој што му помага на синот да се качи на точак, да вози кола. Меѓутоа, ако татко му цело време му го вози точекот место нему и му ја вози колата место него, тоа дете ќе остане сакато и неспособно. Значи, ако еден татко си го сака синот, како што Господ си го сака човештвото и човекот, тогаш нема да ги работи работите место него. Туку ќе го остави да се оспособи тој човек, ќе му покаже како, ќе му помогне како, ќе му го објасни процесот, ќе му го даде синот негов, божествен, Исус Христос, да му покаже што е врвниот идеал, кој е идеалниот човек, ова е идеалниот човек, вака треба да постапувате. Сега постапувајте, сега е на вас. Вие треба да се еманципирате, вие треба да се воздигнете од вашето животинско и дивечко ниво на ниво на Господ, на ниво на љубов, да почнете да сакате, исто како што Исус ве сакаше. Јас ви покажав пример, ама не можам да го направам тоа место вас, затоа што луѓето не сваќаат дека ако Господ го направи тоа место нив,
ако го реши светот и нема страдања, нема ништо, се е совршено, се, тогаш луѓето ќе изумрат. Тогаш не постојат луѓе, постојат само автоматони, постојат само роботи кои што немаат никаква слободна волја и не постојат. Практично ти, ако Господ место тебе ти го реши проблемот, ти веќе не постоиш, затоа што ти не си го решил проблемот. Не си се еманципирал, не си се воздигнал ти самиот. И заради тоа, заради таа огромна љубов од страна на Господ, тој суптилно, ами и не толку суптилно, еве ти дал света книга, ти дал други религии, ти дал начини, ти дал духовни водачи, ти дал луѓе кои што ти зборуваат, ти дал луѓе кои што ти укажуваат на грешките, ти дал страдање кои што ти укажува кога грешиш и преку сите овие алатки се обидуваат да ти укаже како ти самиот да се воздигнеш и да станеш божествен и да се допреш со него, повторно да се вплотиш со него и да се втурнеш во бесконечната љубов што е Бог и тогаш ќе го изгубиш целосно стравот кој што го имаш од се. Свештениче, убаво му навлеговме на оваа тема, меѓутоа некако осеќам дека имаме уште многу за зборување на истата тема. Апсолутно. Да. Дури не стигнав едното да го прочитам едно нешто од што го имав напишано за љубовта како вредност, меѓутоа рекол дека ќе остане за некое следно покривање на оваа тема. Дефинитивно мора да снимиме уште една епизода која што ќе следува понатака, која што ќе биде како продолжение на љубовта, на оваа епизода за љубовта, каде што ќе објасниме можеби подетално како практично да се аплицира, иако и тука спомнавме, можеме да спомнеме како практично љубовта доаѓа во нас и треба да дојде до нас, треба да се пројави. Да, ова е многу длабока тема и интересно е дека секоја длабока тема која што ја обработуваме во незината суштина е всушност многу едноставна. Меѓутоа, од еден аспект многу од работиве се едноставни, од друг аспект се тешко достижливи, а од трет аспект па се воопшто не се тешко достижливи, само треба да се препуштиш за многу вакви аспекти. Например, многу интересно е, знаеш колку кога еве размислуваат луѓето како треба да практикуваат духовни практики или еве медитација или молитва или што и да е. Значи не треба да му мислиш тоа многу. Значи не е толку сложено. Треба само да отидеш и да го практикуваш и толку е. И самото ќе почне да се отвара, ќе се отклучува, откровенијата ќе следат. И така и со љубовта, значи во крајна линија од еден аспект е многу тешко да почнеш да се поистоветиш со целиот универзум, односно почнеш да го шириш твојот опсег на љубовта и поистоветувањето со прво да се прифатиш себе си, па после тоа да прифатиш луѓето околу тебе и така да го шириш опсегот се до крајноста на универзумот, односно Господ. А од друг аспект е многу лесно, затоа што Господ си ти. Само треба да се сетиш дека си. И практично кога ќе се сетиш, тогаш ќе го, кога навистина ќе се сетиш, не вака интелектуално, туку кога ќе го увидиш тоа, тогаш ќе доживееш таа крајна љубов и тогаш ќе се просветлиш, како што зборувавме преска. Накратко само стиже во 2-3 збора. Значи денеска разговаравме на тема љубов. Оваа тема ќе разговараме во повеќе епизоди, очигледно бидејќи не ни беше доволно една. На почетокот кажавме дека љубовта се вулгаризира и се гледа многу површно денеска заради неколку фактори. Еден фактор е онаа материалистичка парадигма трансакциона која што доаѓа од западот, меѓутоа не е единствениот фактор, има и други фактори, а тоа е дека многу луѓето живеат во најмикро аспектот на љубовта, а тоа е оној секојдневниот на чувства, на потреби и така натаму. Тоа е една работа. Понатаму кажавме дека љубовта има 3 аспекти. Јас и свештеникот различно го нарековме, меѓутоа тоа се 3 аспекти. Едниот е крајниот, односно макроаспектот, аспектот на Бог, Бог е љубов, самата суштина на битисувањето, потоа е мезоаспектот како принцип на спојување, на создавање и на заштита на тоа што е создадено и подобрување негово, и микроаспектот кој што е секојдневното доживување на љубовта како чувства, како емоции, како потреби, како стремежи, нагони и така натаму. Разговаравме понатаму за интересната аналогија помеѓу љубовта и гравитацијата која што ја даде свештеникот и како би можеле да се спојат физичките закони и принципи со овие метафизички или духовни закони и принципи. И практично кажавме дека најверојатно тие двете се едното исто нешто, само во различни аспекти, изразено. Ќе спомнавме малку и светците и оние кои што се измачувани за нивната верба во Бог. И на крајот кажавме дека
Веројатно најдобриот начин да се љуби повеќе е да се зголемува поистоветувањето, односно идентификацијата собствена прво со себе си, а потоа да го шириме кругот на поистоветување, како што ќе ги препознаваме другите нешта како дел од нас, така ние ќе ги љубиме тие други нешта, бидејќи станале дел од нас. Како што се љубиме себе си, така ќе ги љубиме и нив. Кој ќе завршиме со сужето и ќе му препуштам на свештеникот да даде некои практични и прагматични совети околу љубовта и љубењето. Љубовта започнува со себе прифаќање. Пред се прифаќаш себе си таков како што си, се љубиш себе си, напредуваш, растеш, како што се прифаќаш себе си, така расте и твојата слика за себе, се заљубуваш во оние кои што се блиски до тебе, твоите роднини, твоите родители, браќа, сестри, пријатели, партнер, деца, и твојата љубов тука станува стабилна, ти добиваш, твојот идентитет се расширува над тебе, повеќе од тебе, и потоа почнуваш да растеш се повеќе и повеќе. Се заљубуваш или вистински ги прифаќаш предметите околу тебе, ги прифаќаш идеите кои што постојат, не се бориш со нив, туку ги прифаќаш на еден надконцептуален начин, како концепти кои што веќе постојат, и одиш се погоре и погоре. Прифаќаш животот во другите луѓе, прифаќаш постоењето, присуството во неживата природа, и како што твоето прифаќање, како што твојата љубов расте се повеќе и повеќе, ти можеш, имаш опција, имаш шанса да стигнеш до едно вистинско заљубување во реалноста, во се што постои, или барем да го прифатиш целосно и тотално, без да се бориш со него внатрешно, и во тој момент ти ќе можеш да го доживееш најубавиот аспект на Господ, а тоа е љубовта. Тоа е лепакот кој што нас не држи сите заедно. Љубовта е всушност највисокиот израз на духовна зрелост. Кога љубиш, кога прифаќаш нешто целосно, ти си во својот најврвен аспект како зрел човек. Темнината не може да избрка темнина, само светлината може. Омразата не може да избрка омраза, само љубовта може. Доктор Мартин Лутер Кинг.